првата бензиска пумпа Shell во Скопје. Првата бензиска пумпа во Скопје била отворена во 1927 година и се наоѓала на плоштадот Македонија. Покрај таа, други две пумпи имало и во старата скопска чаршија, а биле сопственост на фамилијата Петрови. Првата бензиска пумпа во Велес датира од 1925 година на локацијата спроти комплексот згради Чешелот во центарот на градот. Со неа велешани во прво време се снабдувале со газ, а малкумина газди со бензин за автомобилите, а велешани користеле Шелови услуги. Првиот автомобил во Македонија од марката Ford, модел F, се појавува во Битола во 1905 година. Евреинот АСЕО е првиот продавач на луксузни возила во Битола со бензиска пумпа Shell на Магнолија. Во Скопје, првите автомобили Рено и Форд биле донесени во 1911 година. Први сопственици на автомобили биле трговци, доктори и индустријалци. Се споменуваат трговците Дича Филота, браќата Димитриевиќ, сопственикот на фабриката за сапун Аеро Стојан Стојановиќ, сопствениците на бензинската пумпа Shell Петрови. Цивилните власти во Скопје се заложиле за користење на извесен број возила што биле употребувани на Солунскиот фронт. Први сопственици на автомобили во Скопје биле индустријалци, трговци и лекари. Пумпите биле рачни, а во визбите имале резервоари од каде што се црпел бензинот. Пионерското вовче од 1948-та. Започната е да се гради пругата за малото или пионерското вовче во градскиот парк во Скопје. Изградбата била завршена во рекорден рок. Вовчето е пуштено во сообраќај на 21 јули истата година. Била изградена и целосна инфраструктура, како и две станици. Почетната Стив Наумовка и Езерце во паркот, како и последната Борка Талески. Вовчето сообраќало во должина од 5 километри и тоа од паркот до Долно Нерези. Во 1952-та теснолинејката била продолжена со дрвен мост преку Вардарка и местноста Хром и преку Ѓорче Петров и Сарај завршувала кај кривината на Треска, односно на просторот пред селото Глумово. Помалку е познато дека денес се уште постојат траги од легендарното скопско вовче. Освен почетната станица кај Езерце, која денес е во руинирана состојба, постои терасата на насипот по која вовчето се движеше, особено онаа низ паркот. Исто така зачувана е железничката станица Борка Талевски во Долно Нерези, каде што вовчето запираше, како и делови од дрвениот мост кај населбата Хром. Пионерите носеле прописна железничка униформа, капа и марама и работеле во две смени. Пругата на Малото Вовче е укината во 60-тите години пред земјотресот. Денес се останати две композиции од малите возови. Едната е во Кичево, а другата во паркот во Ѓорче Петров. Што ми разум